Граѓаните на само еден ден пред големите христијански празници Бадник и Божик ги финишираат последните подготовки за нивните трпези. На Бадниковата трпези годинава ќе се стави од се помалку, ама за разлика од лани годинава ќе биде побогата. Цените годинава се попристапни за разлика од лани. Иако е денеска недела, атмосферата е раздвижена, посебно на пазарите, каде граѓаните ги купуваат потребните намирници. Главно се задоволни од цените се намалени како резултат на акцијата Новогодишна кошница. Како стојат цените, дали се пристапни? Па, пристапни. Не ти гледам цените, за празник не се гледа цени. Мислам дека е малце поевтино. Ки има мали снижувања, ама што да кажем 5%, 10 можеби. Малку се ги намалива и така. Кој како има, пристапне. Нешто малку минимално. Традиционално деновите за Бадник и Божик се со богата трпеза. Утре на Бадник таа е посна. На денот на Христовото раѓање може да биде и мрсна, од тогаш завршува 40-дневниот пост. На празничната трпеза ќе се најдат гравче, риба, месо, печени пипирчиња, салати и десерти. Ма све купивме бе. Све купивме, снабдевме све. И има и посно, утре вечер посно, за утре мрсно. Па тоа што е посно први, нормално посна сарма, гравче, риба и така. Посно некоја пита, сарма и други работи, некои благи, така. Кај нас во двор ке правиме оген со пити, супа и топло вино, топла раќа. Пита со тиква, посно гравче, посна сарма. Тоа е за Бадник, за Божик? За Божик мевце мора малце да се испече, нели? Поста трпеза како и секогаш. Значи риба обавезно, гравче, пости киплици, има и мајонез посед, па некојаш и салатичка, макало, традиционалното наше, или гравче со суви пиперки, тоа е нај. Традицијата е Бадник и Божик да се прославуваат во кругот на семејството, или како што се вели, пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си. Дел од традицијата си коледарчињата кои утре изутрена ќе ги пеат коледарските песни, најавувајќи го Божик. Домаќините традиционално за нив подготвуваат пакетчиња и подароци како бомбони, костени ореви, суви сливи, смокви и урми.